Започнуваме со утринската тема. Наум Рибаровски вели тргнав многу рано, ама пак е џунгла низ град. Добро утро и ви благодарам. Барем што стигнавме да имаме некои 10 на 12 минути барем за нешто да кажеме од оваа навистина интересна тема. Вие сте сега од Сдруженијето Наши, значи се вкрупнуваат некако работите, така? Па да, со тек на време се менува работите. Прво сме неформална граѓанска иницијатива, па потоа формиравме здружение кое што се викаше Центар за равноправно родителство децата пред се. Меѓутоа после тоа се појави ова најновото здружение Наши и решивме дека нема потреба преку две здруженија да ја водиме борбата. Така. Се обединивме под едно здружение и продолжуваме таму кај што застанавме претходно. Така. Ти имате нареков заедничко родителство, само желба или јаве? За сега е само желба. Само желба. За жал. Да. Меѓутоа фали само малце желба од да речеме од страна на државата за да сето тоа стана јаве. Ова што ние го заговараме не е некоја научна фантастика, ова е нешто што функционира во многу држави, на вистина поразвиени држави од нас, меѓутоа кога се работи за семејни односи за деца така натаму, степенот на економски развиток и не е толку битен. Напротив, битно е значи државата да сака, практично ова е социјална политика. Треба државата да сака да се погрижи за тие деца што се од разведени бракови, наместо како до сега да ги остава во канџите, да речам, на еден закон што е донесен пред 50-60 години, кога приликите биле сосема поинакви. Да. Секако во законот стои дека мајката е оној кој што најчесто ги добива децата, така или? Не стои мајката, тоа е пракса. Пракса. Значи во принцип пишува во законот, значи законот е сам по себе контрадикторен. Значи пишува на едно место дека родителите имаат еднакви права и обврски, а на друго место пишува дека кога родителите ќе се разведат, тогаш детето се делува на чување и воспитување кај еден родителите. Чување и воспитување е суштината на родителството, така да практично се ствара сегрегација помеѓу родителите. Еден примарен и еден секундарен родител, што не е во интерес на децата. Практично на децата во голема мера или целосно исчезнува од животот на децата едниот родител, што не знам во чиј интерес. Така. Имавте една исклучително интересна дебата пред 20 на дена. Да, пред 20 на дена и навистина имаше интересни ставови таму кажани. Меѓу другото имаше некој кој што го викнавте не заради друго, заради тоа што имаше некои контраставови, па потоа ги слушна вашите. Адвокатот Јанаки Митровски видов дел од дебатата, тој вели да го превземеме, нели не би било возможно кај нас да биде оној од Холандија, нели терк, а велите вие од Шведска, веројатно тоа не е баш од Холандија, кога децата се доделуваат на заедничко родителство, но во еден дом. Нели па родителите менуваат, така некако е. Да, ве разбирам од кај ви доаѓа прашањето. Моето лично мислење е дека со Јанаки успеавме да ги доближиме ставовите за време на таа дебата, а тој делот што беше изречен од неговото излагање е делот каде што тој се спротивстава на идејата, меѓутоа тој аргумент баш што беше спомнат со примерот на западни земји. Тоа не е пример на западни земји, тоа е конкретно од скандинавските земји или во Шведска се применува, каде што детето седи во еден дом, а родителите се менуваат. Меѓутоа тоа е само еден од начините како се извршува заедничкото родителство и е најмалку застапен начин. Позастапен начин е ова што да речем ние го заговараме што би функционирало како нас, а тоа е детето да поминува приближно или еднакво време кај двајцата родители во два дома обкружен со најблиските луѓе од двете страни. Љубов, секако, семејство, сите што му се потребни. Да. Мора да спомнеме друга работа, значи со сегашниот закон и сегашната пракса, значи на детето му се крати полот поширокото семејство. Значи не само родител, туку и баби, дедовци, чичковци, тетки од другата страна кои што не го гледа детето. Кога родителот, секундарниот родител има многу малку време за детето, можете да замислите па колку ограничено времето за поширокото семејство. Така да голема штета што се прави на децата со сегашната пракса. Да, закон за семејство се донесува, мислам, има предлог, нели, закон или измени во овој закон, има професори од правниот факултет кои што се вклучени во ова и она што е добро, се вклучувате и вие да им кажете или да им сугерирате како некој кој што го искусиле процесот, па знаат што е она што му недостига. Да, во моментов има значи два предлога како да се промени законот за семејство. Едниот е нашиот што го изработивме во 2019 година, кога во парламентот, во Комисијата за труд и социјална политика се дискутираше тој предлог. За жал таа дебата заврши неславно, не по наша вина. И вториот предлог е тоа што го работат професорите по семено право од правниот факултет, новиот закон за семејство кој што е дел од граѓанскиот законник. Веројатно, значи
тој текст, така како што е напишан скроз нов закон за семејство е подобро решение. И во моментов работиме со професорите практично да се обединиме околу решенијата, така како што е во моментов напишано од нивна страна, сметаме дека има некои битни делови кои што фалат. Меѓутоа во текст дискусии се надеваме дека во многу скоро ќе имаме еден конечен заеднички предлог како да се промени законот за семејство. Да, она што сакате или како треба да изгледа тоа заедничко родителство, велите барем приближен број на денови поминати, но тоа не треба да биде сега кај тебе па после кај мене туку некако, нели да се мора да има распоред, мора да има некаков распоред. И за распоред клучно е не законот, клучен е да има подзаконски акт, клучен има правилник за изработка на родителски планови или правилник за видување. Еден ваков правилник нашиот центар за социјална работа го немаат последниве децении, што е малку абсурдно. Сите практично одлуки нема на што да се заснуваат. Не се заснуваат на пракса некоја која што е восстановена одамна. Во тој правилник треба да ние имаме изработено, морам да кажем, предлог таков правилник заедно со предлог законот, врз база на комбинирани искуства од Европа и од Америка. И во тој правилник треба да се определи колку е минималното време кој што секој од родителите треба да го помине со детето за да зборуваме за заедничко родителство. Ние светот, значи гледаме примери од 90 до 140 дена, ние зазевавме став дека 120 дена некоја средина е веројатно оптимално за кај нас. 120 дена годишно, како? 120 дена годишно. Тоа е минимумот кој што секој од родителите треба да го поминува со детето за да зборуваме за заедничко родителство. Нормално сега тука има исклучоци, има луѓе кои што не може тоа да го остварат. Има луѓе кои што таква е природа на работата, има луѓе кои што едноставно не сакаат, и тие се предвидени да речеме во исклучоците. Практично како ние го замислуваме законот, заедничко родителство во правна смисла и во физичка смисла, што подразбира приближно или еднакво време со децата, да важи за сите случаи, освен во исклучителни случаи кои што исто така треба да се наведат во законот. Така. И во принцип тоа исклучителни случаи се сведуваат на родители кои што не сакаат, не можат или не се подобни за вршење на родителското право. Меѓутоа искуството покажува дека во најголем број случаи, независно од разводот, на родителите не им се нарушува родителскиот капацитет, еднакво се ги сакаат децата, и таа реалност треба да се признае и преку законот и преку праксата. Во моментов се случува нешто чудно. Во моментов практично децата се одделуваат од едниот родител, иако ниту детето го сака тоа, ниту родителот сака да се оддели од своето дете. Така што, како што спомнав, тој правилник е многу битен за да се разработат различни ситуации. Например, кога родителите живеат во различни градови. Па имаме ситуации кога родителите живеат во различни држави, детето живее во странство или едниот родител е во странство, а детето е тука. Така што паралелно со законот мора да се мисли на тој правилник и практично законот треба да се повикува на таков правилник, затоа што без таков правилник можно е да речеме законот да остане мртво слово на хартија, може да не се спроведува. Така. Добро, како за окружување на сево ова, дали може да кажеме низ некој пример од вашето искуство, нели, не мора да е вашиот, не мора да е, нели, на некој. Имаше на таа дебата и пример на еден господин од Кавадарци кој што не може се уште да уствари како што сака тој, нормално по 2,5 часа секоја втора недела, па потоа секоја недела, како ли беше сега, поправите ме ако грешам, но тоа е премалку. Дали можеби освен овој закон за семејство, можеби сентиментално од моја страна, нели како не знам како жена, можеби и не, но јас мислам дека треба да зборуваме за сето тоа од ниво дека ние кога склучуваме брак, веројатно треба да сме свесни дека ништо не ни се криви децата за она што ни се случува во брачните односи. Па да, меѓутоа видете, да речеме здравиот разум знае да се наруши при развод. Луѓето знаат да влизат во меѓусебна војна и сега страшното е што низ децата се оди. Да, практично во средина таа војна се децата. И тоа е тоа што треба да го смениме практично. Ова е многу битен дел од социјалната политика, затоа што сега гледате сите се потресуваме кога ќе ги видиме сите тие примери од Палестина на осакатени деца и така натаму. А овде кај нас има психолошко осакатување на децата, практично не се гледа, ама тоа им се случува на децата. Како што таму остануваат без една рака или нога, овде остануваат без еден родител, без поло од корените. И сега само затоа што тоа не е видливо, ние ќе го игнорираме. Едноставно не сме више така, време е тоа да се смени. Така е, да. Добро, вие примерите се безброј таму. Колку се, ве прашав вака на крајот, како сублимат, повеќе се во ова здружение наши мажи или има и жени? Природно повеќе сме мажи, затоа што повеќе засегнати родители се татковци од ова што се случува, меѓутоа секако има и жени. Тоа се или мајки кои што се најдени, кои што се нашле во нашата ситуација, што не можат да остварат нормален контакт со своите деца,
И имаме ситуации на баби, на тетки, значи други женски роднини. Така што не би правила полова сегрегација чисто во за оваа ситуација. Нормално повеќе сме засегнати мажите, меѓутоа ова не е нешто што треба да не дели по пол. Ова е едноставно борба на тие што сакаат да ги користат децата како средство во војна, наспроти нас што мислиме дека децата треба да се тргнат на страна и развод да се сведе на други работи. Значи, како ќе се да се договориме како ќе се гледаме, како ќе се гледаат децата, за договор потребно е да имаме заеднички стартни основи. И евентуално подолбанимо и такви ствари кои што се секундарни во однос на сите овие работи што се случуваат со децата. Така, веројатно треба да си кажеме во таа војна, нели, која што им се случува на родителите, дека психолозите знаат да кажат дека двајца родители се потребни на секое дете за да биде нормално, така да излезе нормален човек од него. Па да, мора да кажам дека ние имаме широка поддршка од таа фела од психолози, педагози, сите работат со деца, сите кои што работат со деца, затоа што едноставно тоа е вистинскиот начин како треба едно дете да се развива. Нема практично му се ствара на детето непотребна фрустрација со отсуството на еден родител од неговиот живот, без да има солидна основа за тоа, само затоа што родителите се разделиле. И практично во таа ситуација све зависи од волјата и желбата на примарниот родител, а државата во моментов нема начин како да застане на патот на, да речам, слободно може да кажа, злобните родители кои што ги користат децата во војната со другиот родител. Така што со ова што ние што го заговараме, заедничко родителство по развод, тоа секој се смени. Со еднаква поидовна основа, децата више не може да се користат како средство и како што кажав, развод ќе се сведе на сосема други работи и очекуваме пред се разводот да биде нели полесен, помалку стресен, па овакво да видиме и можеби ќе се намали бројот на разводи. Меѓутоа и да не се намали не е битно затоа што битно е децата да бидат згрижени и да им се овозможи двајцата родители да бидат во нивниот живот. Така. Господин Рибаровски, ви благодарам. Имавме малку време, ама мислам дека содржајно го искористивме за да ги кажеме оние примери или нешта за кои што нели сте тука да ги кажете и гласно и јасно. Се надевам дека по изборите ќе дојдат подобри времења, па ќе ве слушнат луѓето кои што сега создаваат закони. Да, ви благодарам на поканата и да, добро што спомнавте тоа. Практично ова е исто интересна тема сметам и за политичките партии, како што кажав, ова е социјална политика. Така. Голем број на деца се оставени незгрижени и на удар на стар закон и време е тоа да се промени.